Što prvi odbroj se работувам со корени и од се срце го сакувам кој да трае многу, многу повеќе. Силата дека ќе има многу теми, многу тематски прояви со кои реков да изненадува секогаш пријатно и со задоволство ќе читаме. Комисијата за избор на најдобри есеи на годината, што го распишува списанието Корени во состав на писателите Александар Прокопиев, Илјана Станковска и Миле Стојменовиќ, ги избра есеите за 2013 година. Годинава на конкурсот, што беше распишан на тема Духот на корените и идентитетот, се јавија 50 автори и тоа од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Бугарија, од категоријата на возрасти и млади естеисти. Според мислењето на Комисијата за најдобар есеј во категоријата на возрастни е оценет есејот Мас-медијалниот мит и идентитетот, моделот на империјата, ние и другите од авторот доктор Звонко Таневски-Скопје. Втората награда му припада на есејот Старозаветни ковчег словенскog живота од авторот Лиљана Пантјевиќ Новаковиќ-Белград. Третата награда ја поделија есеите Робинсон Крусо и цивилизацијскиот дух од авторот Цонка Христова од Гаврово, Република Бугарија, и есејот Есеј о порекну едnog човека или Тардов драг од авторот Дејан Богоевиќ од Валјево, Република Србија. Од категоријата на млади есеисти, Комисијата се определи за есејот на четворицата млади автори, тоа Никола Кипријановски, Каја Лазова, Никола Тошиќ и Драгана Јордановска. Покрај наградените есеи, Комисијата и препорача на редакцијата на Корени да ги објави следните ракописи. Помеѓу Аличица и Зоба од Славица Гаджова Онова од Скопје, Дух Кореда идентитета, у широм смислу люди од авторот Ако Хаотич од Куманово, Невидимиот човек од Христо Петровски од Скопје, Вино од земјата на светецот од авторот Јован Велевски од Криле, Корени крилја од авторката Марта Радова од Република Бугарија и есејот Монолог за едни корени од авторот Живко Каревски од Криле. Сега да прочитам образложението за да се наградени да се усвоени овие есеи од 50-та што постигна. Значи, образложение на Комисијата за наградените есеи за 2013 година. Овие есеи ги понесла наградите бидејќи во нив идентификацијата на војот Корени глави подалеку и по своето фундаменталното тематското насочување. Тие го освојуваат првичното и транспарентното што рефлектира во поимот идентитет како провокативна книжевна арматура на овој жанр. А тоа се историско-националните драматики, идеологии и идеализми. Овие есеи во филозофско-поетски пристап изместуваат елементарните одредници на идентитетот и од собствени агли на гледиштето го сублимираат суштинството од секундното човеково постоење, од записот за мирското и народното како основа на идентитетот до современото и уметничкото како белег на спознанието. Ви благодарам, а сега ги замолувам присутните автори да ги примат наградите што ги доделува редакцијата на Корени. Atmosfera
jednoglasna. Poštovanje na eseistika predstavlja ne pa revizija, nego napovedena književnosta, gejstvo, potneja, pa novo vraćanje oneja je jedan postojani stremež da se postane umetnostna rešta. Eseot nesporno ne trpi limiti od strukciji, znači samo vas pozna jedan osvesten, otvoren vid na mišljuvanje. Svedoci sme дека во последниот период да слушаме на вестите из медиумите се разширија многу митови и од историска линија, меѓутоа и од поинаква природа. Воедно се појави една песна со наслов Империја. Практично беше планирана идеја представува наша држава на песната на Евровизија, меѓутоа површена беше последователно поради трудните реакции. Овие два настани го представува оној импулс за да го напишам јас овој свој есеј. Затоа и го препорачувам да го читате и се надевам дека иначе имаме вакви нови прилики да се слушаме. Благодарам уште еднаш на вниманието. Един от наградените Никола Куприянски. Помолам господин Никола Куприянски. Таня Лазова, исто така един млад есеист. Никола Тошчич. Я молам авторката Драгана Грозановска. Четворицата млади автори есеисти, нашите честитки со надеж дека ќе продолжат да пишуват, а есејот е наистина една посебна жанрска форма која рагнува сериозност како социјалната литература, но сепак ова е вече сериозен начин чекор во книжевноста. Затоа и посакувам добро успех на таканата творештата. А сега ја поканувам менторката, професорката, значи на младите автори, професорката Ангела Петковска. Моля професорката Лидија Ристовска. Често да има такви професори, ментори, а и такви ученици. Замолувам господјата
Vivian Tasseska. Moje čestitke. I na to što se javili, svi učesnici.